Есента на северната хемисфера на земјата календарски почнува на 22 септември во недела во 22 часот и 44 минути. Истовремено на јужната полутопка ќе настапи пролета. Есента ќе трае 90 дена и ќе заврши на 21 декември во 18 часот и 11 минути. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Останете со нас. Во Скопје одбележена Европската недела на движење. Со повеќе активности одбележан патрониот празник на општина Ѓорче Петров. 7 детска ликовна колонија во општина Карпош. Да се вратат велосипедите во Скопје, кој во 1963 година ги имало 100.000, што значи секој втор скопјанец имал и возел велосипед. Е мотото на денешната акција за почист воздух. Денеска неколку стотици скопјани ги извадија своите велосипеди и ја одбележа Европската недела за движење. Андријана Димитриевска. Неколку стотици граѓани денеска ги извадија своите велосипеди на улица со цел да ја одбележат Европската недела на движење. Мотото на денешната акција за почист воздух е да се вратат велосипедите во Скопје, кој во 1963 ги имало 100.000, што значи секој втор скопјанец имал и возел велосипед. Велосипедското дефиле започна на плоштад Македонија. Според планираната маршрута, тие се движеа по улицата 11 октомври и низ булеварите Кочо Рацин, Кузман Јосифовски Питу и Јане Сандански. На крстосницата на булеварот Србија направија полукружно вртење и велосипедистите се вратија по булеварите Јане Сандански, Кузман Јосифовски Питу, Крсте Мисирков, Гоце Делчев и Линден. Влезот на градскиот парк е меѓу паркингот на Зоолошката градина и бараките на град Скопје, до школка во градскиот парк. По велосипедското дефиле кај школка се одржа манифестација на која се обратија заменик министерот за животна средина и просторно планирање Стево Темелковски, градоначалникот на град Скопје Коце Тријановски и евроамбасадорот Аиво Орав. Скопје оваа година масовно се вклучија во одбележувањето на меѓународниот ден 22 септември, ден без автомобили и Европската недела на движењето. Со обновување на возниот парк на јавниот градски сообраќај се обезбедени солидни услови за користење на автобускиот превоз. Користејќи и ваквите видови на превоз, ние во исто време се грижиме за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух во местото на живење, се грижиме за своето здравје, а воедно и го заштедуваме семејниот буџет. Со менување на животните навики, ние стануваме дел од европското семејство и трајно и континуирано даваме придонес во борбата со климатските промени и глобалното загадување. Пред крајот на манифестацијата, Орав, Трајановски и Темелковски по пат на извлекување доделија 16 велосипеди и 2 тетоважи за велосипеди на учесниците во дефилето. Европската агенција за животна средина пресмета дека загадувањето на воздухот во 2009 година европските граѓани ги чинело меѓу 102 и 169 милиарди евра. Половина од сумата е причината од загадувањето од транспортот. Во сумите се вклучени слабото здравје, намалувањето на животниот век, штетите врз посевите и другите економски категории. Доколку само половина час дневно возите велосипед, очекуваната животна граница се продолжува од 2 до 9 години. Утре сите заинтересирани ученици од општина Илинден ќе може да се пријават на бесплатните курсеви во рамките на културно-едукативниот центар Илинден, проект што општината го реализира веќе 9-та година поред. Во учебната 2013-2014 година учениците од трите основни училишта на територија на општината ќе имаат можност да посетуваат 16 различни курсеви. Курсеви по странски јазици, уметност, музика, фотографија, модерен балет, фолклор, народно пеење, драма, јога и курс за креативно пишување. А за прв пат оваа година и курс по јавен настап и комуникацијски вештини, како и курс за личен развој и решавање на конфликти. Во учебната 2012-2013 година бесплатните курсеви
курсеви успешно ги завршија над 500 ученици од основните училишта во општината, а проектот, како и во изминатите години, целосно е финансиран од буџетот на општина Илинден. Главна цел на овој проект е да се подигне квалитетот на образовниот процес и да се придонесе младата популација да се здобие со нови образовни и културни вредности. Учениците секоја година покажуваат огромен интерес за курсевите, што покажува дека овој проект, што има огромна поддршка и од локалното население, ја постигнува вистинската цел. Пријавувањето за курсевите ќе се врши во основното училиште Гоце Делчев во населбата Илинден од 9 до 11 часот, во основното училиште Ристо Крле во Кадино од 11 до 12:30 часот и во основното училиште Браќа Миладиновци од Миладиновци од 12:30 до 13:30 часот. Доделување признанија на најзаслужните граѓани од општина Ѓорче Петров. Положување цвеќе пред споменикот на Ѓорче Петров и ученички крос беа само дел од активностите со кои општината го одбележа патрониот празник 20 септември, денот на раѓањето на Ѓорче Петров. Со повеќе активности, општина Ѓорче Петров денеска го одбележува патрониот празник. Во афирмацијата на општината, во рамките на државата, но и надвор од неа, во областа на науката, уметноста, спортот, животната средина, творештвото и многу други области, како што соопшти градоначалникот Сокол Митровски, учествувале голем број граѓани. Токму ним денеска им беа доделени награди и признанија. Наградата Ѓорче Петров за 2013 година ја доби Сашо Ливрински. Признание доби и армијата на Република Македонија за соработка со општината, како и јавните предпријатија на град Скопје. И гостите од звратимената општина Кушадаси дома ќе си заминат со признание за придонес во развојот на општината, а не беа заборавени ниту вработените во општината, кои за својата 5, 10 и 15 годишна лојалност добија награди и признанија. Признание за успешно долгогодишно раководење со основното училиште Страшо Пинџур Ѓорче Петров, господин Методи Наковски. Признание за истакнат педагошки работник се доделува на Елена Апостоловска од основно училиште Мирче Ацев. Признанија за 10 годишна и 15 годишна работа во општина Ѓорче Петров. Панче Кочевски 15 години. Валентина Николовска, 15 години. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на општината, владини и невладини представници, делегации од општината и од Советот на Ѓорче Петров, предводена од градоначалникот Сокол Митровски, положија свежо цвеќе пред споменикот на патронот Ѓорче Петров, лоциран во Реунскиот парк. Денеска се доделени големи признанија, да кажам, годишни признанија на заслужни граѓани во општината Ѓорче Петров. Честувањето продолжува како полагање на свеќе во паркот на нашиот деец и патрон Ѓорче Петров. Имаме културно-уметничка програма со конјичка ревија која за прв пат се одржува во општината Ѓорче Петров. Ѓорче Петров ќе биде една од општините на градот Скопје со сите решени инфраструктурни проблеми, со решени патишта, подземна инфраструктура, водовод, канализација, осветлени улици и мислам дека тоа ќе им биде приоритетот. Секако ќе градиме и капитални објекти како што е општинската зграда, како што се училишта, градинки, да се подобри социјалната грижа. Составен дел од програмата за одбележување на роденденот на општината беше и традиционалниот ученички крос, во кој учествуваа учениците од основните училишта во Ѓорче Петров. Во кросот, чиј старт се одбележа од основното училиште Мирче Ацев, а финишот беше во Реунскиот парк. Најбрз беше Хасан Мехмети од основното училиште Страшо Пинџур. Веднаш зад него на целта пристигна Стефан Бисков од основното училиште Ѓорче Петров, а трет на целната линија беше Бојан Тодоровски од основното училиште Тихомир Милошевски. Сите тројца добија медали за постигнатиот успех. Владата на Република Македонија продолжува со поддршката за промовирање на домашната музичка продукција. Со средства од буџетот на Република Македонија по пат на конкурси секоја година ќе се финансира создавање 200 нови композиции, од кои 150 од областа на забавната и народната музика и 50 детски композиции. Истакна на денешната пресконференција владиниот портпарол Александар Ѓоргиев.
Конкурсите на кои музичарите ќе може да аплицираат ќе бидат распишувани 4 пати годишно, а бројот на избрани песни кои ќе бидат финансиски поддржани во рамките на еден квартален конкурс ќе зависи од квалитетот на музичките композиции со кои се аплицира, но на годишно ниво треба да се застапи бројката од 200 песни. Средствата од буџетот ќе се користат врз основа на програма за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, која на предлог на Министерството за култура ја донесува владата. При изборот за финансирање на композициите ќе се води сметка за соодветната и правичната застапеност на заедниците кои живеат во Република Македонија. За реализација на проектот по основ на финансирање на 200 композиции годишно ќе бидат издвојувани околу 500.000 евра. Владата апелира до сите музички работници да учествуваат во овој проект со кој се дава поддршка на домашната музичка продукција за создавање културно богатство. Проектот, кој е предвидено да трае 10 години, има вкупна вредност од 5 милиони евра. 30 млади ученици, сликари од училиштата од општина Карапош учествуваа на 7-та поред меѓународна ликовна колонија Свети Пантелеймон во манастирскиот комплекс. Оваа ликовна колонија продолжува утре пред платото на трговскиот центар Лептокарија, каде децата ќе сликаат на разни мотиви. Денеска во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон 30 на млади сликарски таленти од основните училишта од територијата на општина Карпош ја започнаа 7-та поред традиционална меѓународна ликовна колонија Свети Пантелеймон. Оваа традиционална ликовна изложба е организирана во заедничка соработка на Детскиот ликовен центар и општина Карпош. Мотивите и темите за работа на оваа ликовна колонија се сликање на манастирот и природните убавини на планината Водна, сликање на птичја перспектива, мотиви од македонското етно село, карактеристични стари куќи од различни региони и места од Македонија, како и сликање по слободен избор. Ликовната колонија продолжува и утре кај трговскиот центар Лептокарија, каде децата ќе сликаат на различни мотиви. Седми пат се организира традиционалната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон, од која што 5 години учествува збратимените општини со општина Карпош, а 2 години ученици од општина Карпош. Денес во овој прекрасен простор и времето ни стои на располагање, што се вика дека е убаво за работа, инспиративно. Децата ќе нацртат, ќе насликат различни мотиви од манастирот Свети Пантелеймон. Вториот ден ќе сликаат во Лептокарија и индивидуално и на групно големо платно. Ќе дадат една порака за дружење меѓу младите во целиот свет. Почесен член на ликовната колонија беше и Данчо Ордев, истакнат македонски ликовен уметник кој го пренесе неговото долгогодишно искуство на младите ликовни творци и нивните ментори. 7-та ликовна колонија Свети Пантелеймон 2013 е посветена на меморијата и сеќавањето на повозрасните, а и младите генерации да се запознаат по повод одбележувањето на 50 години од земјотресот во Скопје. По завршувањето на оваа ликовна колонија ќе биде подготвен и отпечатен каталог со фотографии и репродукции од ликовните дела на младите творци, а изложбата ќе биде отворена во октомври во галеријата на Детскиот ликовен центар. Општина Киселавода продолжува со интензивните градежни активности за изградба на нови фекални канализациони мрежи. Во моментов се изведуваат активности за изградба на нова канализациона мрежа за дел од селото Драчево, која ќе ја поврзе постоечката со фекалниот колектор во местноста Подстаница. Овој колектор се протега северно и паралелно со железничката пруга Скопје-Велес. Вкупната должина на овој одвод на канализација е 738 метри, а ќе се води во појас покрај улицата Сердарот до свртелиштето на автобусот број 41 кај поранешната фабрика за цигли и на дел покрај улицата Гирника кон железничката станица Драчево, каде ќе премине под железничката пруга и одводниот отворен канал, а ќе се влива во колекторот. Со реализација на овој проект, за кој општина Киселавода од својот буџет издвои околу 7 милиони и 800.000 денари, ќе се овозможи поврзување на секундарната канализација од овој потек на селото Драчево со новата препумна станица, која се пушти во употреба на почетокот на годинава. Во насока на подобрување на условите за живот на граѓаните на општина Киселавода, градоначалникот Билјана Беличанец Алексич заедно со председателот на Советот Трајче Донев, представници на општинската администрација и членови на Советот на општината, почнувајќи од 23 септември понеделник, ќе започне со редовна посета на сите местни и урбани заедници во општината. Првата средба градоначалникот ќе одржи со жителите на местната заедница Подстаница, а во следниот период од 3 недели ќе посетуваат по 2 местни заедници дневно.
Целта на посетите е граѓаните да инициираат и таргетираат прашања од комуналната сообраќајната сфера, локалниот економски развој, екологијата и други теми од локален интерес, а истовремено и да учествуваат во креирањето на локалните политики со давање на идеи и сугестии. Една од спортските информации за денеска е тоа дека Коби Брајант ќе пропушти предсезоната во NBA лигата. Останатите ги гледате по рекламите.